Почитувани, владата на Социјалдемократскиот сојуз во наредната година, наместо да ја намали, ќе ја зголеми цената на струјата. Со либерализација на пазарот на електрична енергија, која ја најавува неспособната влада на Заев, сметките на граѓаните за електрична енергија нема да се намалат, туку напротив, ќе се зголемат, за најмалку 20%. Ова е уште еден од низата удари на Социјалдемократскиот сојуз, кој најмногу на своја кожа ќе го почувствуваат граѓаните. Од ова сепак, најголем корист ќе имаат лоби групите, блиски на Социјалдемократскиот сојуз, кои поседуваат енергетски компании кои се занимаваат со трговија на електрична енергија. На Социјалдемократскиот сојуз лагите им се со краток рок. Од септември, сметките за електрична енергија нема воопшто да се намалат, со тоа што граѓанинот, ако потроши помалку електрична енергија, ќе плати помала сметка. Доколку граѓанинот потроши повеќе електрична енергија, тогаш сметката ќе биде повисока. Најавеното намалување на електрична енергија од страна на Социјалдемократскиот сојуз реално го нема. Овој популистички потек на Зоран Заев единствено служи за да ги манипулира граѓаните, за да може да добие некој глас повеќе на престојните локални избори. Потврда за оваа лага на Заев се и реакциите кои секојдневно пристигаат од Евана, кои потврдија дека не се подготвени да стартуваат со реализација на мерката, која на крај повторно ќе ја платат граѓаните. Според мерката на Заев, Евана ќе подлежи на трошок за прилагодување на над 800.000 броила на регулираниот пазар на електрична енергија, кој трошок подоцна ќе биде прикажан пред регулаторната комисија како трошок, а при следното одредување на цената на струјата, истата ќе биде зголемена поради овој факт, а граѓаните ќе плаќаат повисоки сметки за струја. Почитувани, граѓаните го прочитаа Заев и свесни се дека со неговата влада, наместо со подебел паричник, ќе останат со празни джебови. Социјалдемократскиот сојуз да се грижеше за народот, немаше да исцеди 334 милиони евра од буџетот за неполни 3 месеци и истите да ги потроши на ветер и магла. За ваквиот однос, поради ваквото несовесно и неодговорно работење, Социјалдемократскиот сојуз ќе биде казнет на 15 октомври од граѓаните на Република Македонија.